Ќе зборуваме со мојата гостинка денес. Имаме навистина посебна можност да разговараме со светски познат мотивацијски говорник. Станува збор за психолог, односно доктор по медицина и доктор на науки од областа на психологијата, која што работи како советник, а и авторка на повеќе вакви трудови, па затоа ќе не биде и повеќе од корисно, освен задоволство, да зборуваме со доктор Снежана Џамбазова Попордановска, директно со врска во Мелбурн, Австралија. Добро утро. Добро утро, Јована, и многу ми е драго што сум ваша гостинка денес. Прекрасно изгледате зрачите, навистина, со вашата убавина, не само надворешно, туку и внатрешно. Благодарам многу, посебно што вакви убави комплименти доаѓаат од вас и вие. Исто така, зрачите и еве веднаш се гледа од вашиот прв поздрав дека сте во добро расположение и дека ќе го пренесете и на нас. Поводот за ова гостување ваше во Ја сакам Македонија е книгата која што излезе во издание на 3. Станува збор за да се живее поинаку. Таа веднаш не инспирираше и нас, мене и Александар, да ве поканиме и да видиме постојат ли одговори во овој ваш прирачник за тоа како да ни биде подобро. Па сакавме еве на овој начин да ја промовираме, да ни кажете што беше инспирација токму за оваа книга. Па јас работам како психолошки советник, како што веќе напоменавте, во една универзитетска клиника во центарот на Мелбурн. И работам со пациенти од преку 100 различни култури од целиот свет. Навистина, со голема љубов и трпение и емпатија ја работам мојата работа и гледајќи го нивното емоционално страдање, слушајќи го плачот на нивните срца, јас се обидував на најдобар можен начин да им помогнам, да го надминат и да го пронедат својот внатрешен мир и радоста на живењето. И верувајте, после само неколку психолошки сесии се случуваа вистински позитивни промени. Инспирирана од тој успех, решив да го споделам тоа знаење, тоа интернационално искуство со колку што е можно, нели, луѓе повеќе широм светот. И тоа беше главниот мотив зошто ја напишав оваа книга, која што ја нарекуваат, како што рековте вие, практикум за умот или практикум за животот, бидејќи смета дека емошна е практична, базирана на научни сознанија, но истовремено и, како што споменав, потекнува од моите професионални искуства и лични искуства со пациенти од различни култури од светот. Така. Пред да одиме на тоа, да ни кажете што се ќе можат да прочитаат, односно какви се моќни стратегии содржи оваа книга, што најмногу бараат од вас луѓето, односно на што се жалат? Кои се оние проблеми со кои што се соочуваат луѓето на целата планета? Ете, бидејќи имат искуство со луѓе од најразлични култури и страни на светот, дали нивните маки се исти како нашите овде? Знаете што е најинтересното во моје сознание е тоа што проблемите на луѓето на некој начин се слични, без разлика на верата или националноста или културата од каде доаѓаат. Значи, најчестите проблеми се анксиозноста, депресијата, стресот во нашиот модерен начин на живење, проблемите во брачните врски, во фамилиарните односи и така натаму. Но она што најчесто го слушам во моите сесии е прашањето како да го надминам стравот и да го најдам мирот во себе си. Так. Тука мојот пристап кон ова прашање е тоа што треба сите да го научиме, да го разбереме, да ја запознаеме природата на човековиот ум, како функционира. Обично, човековиот ум има тенденција секогаш да се фокусира на негативното. Значи, знаете, ако ви дадат неколку бројни комплименти и ако некој ви даде некоја негативна забелешка, најчесто за жал ќе ја запомниме негативната забелешка. Меѓутоа, во тие моменти кога доаѓаат пациентите со тие чувства на страф и анксиозност, јас им велам тоа што е најважно во тие моменти, наместо да се запрашате себе си кој е најлошото можно сценарио во оваа ситуација? Значи, наместо да мислите на најлошиот можен исход, најважно од се е да се фокусирате на себе си, да постигнете смирена состојба на умот, затоа јас имам
посебни техники со кои што ги запознавам, а кои што исто така се дел од книгата Да се живее поинаку. И потоа поставете си го себе си прашањето: кој е најдоброто можно сценарио во оваа ситуација? Што јас на вистина сакам да се случи во однос на оваа ситуација или овој настан во животот? Бидејќи тоа неминовно веднаш ќе предизвика позитивни мисли, што пак ќе предизвика позитивни чувства. А според законот на природата, нашите мисли и чувства фактички ги привлекуваат нашите искуства во животот. Со промена на мислите ќе се промени ставот кон ситуацијата, а со тоа ќе се промени самата ситуација. Верувам дека многумина ќе се пронајдат веќе во ова што го кажавте, во универзалната човекова природа да стравува нели од најлошото можно сценарио. Колку во услови на пандемија, каква што живеевме и се уште живееме, да речам се зголеми тој страв кај вашите клиенти, односно луѓе со кои што работите, дали целата оваа ситуација успеа за некого да биде можеби време на промени, па да посегнат по поинаков живот, односно по модел на тоа да се живее поинако? Апсолутно, и тоа е фактички тоа што посебно ме исполнува во оваа работа. Знаете, ми дава навистина едно чувство на огромно задоволство. Бидејќи најголемиот број од моите пациенти и личности кои што доаѓаат во овие сесии, не само што успеваат сосема да ја надминат анксиозност или депресијата. Значи, јас на почетокот им давам светски стандардизиран тест, за да се процени моменталната ментална состојба, а потоа после неколку сесии повторно им го давам истиот тест за да видиме нели дали не се случила промена и докаде сме со тоа со моите сесии, нели со нивните промени. Верувајте дека се случуваат такви значајни промени да буквално, значи, ако дошле со високи резултати, што значи дека била тешка депресија или тешка анксиозност, само после неколку сесии, во некои случаи, сосема, значи, се надминуваат проблемите, значи, резултатите се сосема нормални. Меѓутоа, после тоа, одиме и понатаму, така да истите тие личности сега се многу успешни луѓе, значи после тоа јас преминувам во коучинг, каде што им помагам да успеат во полето на својата пасија. Да. И навистина не можам да ви го опишам чувството, тоа е вистинска музика. Најбавата музика за моето срце кога ќе го видам тоа. Така, јасно, кога гледате дека е успешно сето она што сте го направиле и дека на човекот просто му е подобро. Тоа е она кон што целиме сите. И сега, што конкретно, бидејќи знаете како, во Македонија се уште луѓето, па не можам да кажам дека имаат одвоеност, меѓутоа немаат навика да побараат совет од психолог кога не им е добро. Се уште се смета дека советувањата од психолозите се резервирани само за луѓе кои што имаат некаков поинаков тип на проблеми од оние кои што нели ги имаат и самите тие. Дали можеби имате пациенти, односно клиенти од Македонија кои што ви се обраќаат можеби преку онлайн за помош или сепак поголем број од пациентите се сепак од Австралија и спомнавте од сите страни на светот? Да, многу добро прашање, Јована. Да, значи, јас имам голема побарувачка да ги правам сесиите лице в лице, меѓутоа исто така ги правам и онлайн. Значи, јас имам пациенти од различни делови на светот. Например, од Сингапур, од Колумбија, од Белгија, значи буквално од скоро сите континенти на светот. И вака ги правиме, значи како што и ние сега се гледаме, значи или преку Skype или преку Zoom. Благодарение на техниката тоа ни го дозволува и искрено да ви кажам, и тие сесии се исто така успешни како и сесиите лице в лице, што навистина мене посебно ме радува, бидејќи може да стигнат до мене и лица кои што едноставно физички нели не се во можност да бидат во Мелбурн или во Австралија. Така да апсолутно тоа функционира. Значи во мојот случај промените се случуваат без разлика дали е лице в лице или онлайн. Да, ете тоа е тој позитивен исход од пандемијата, например, односно убавото сценарио кое што настана од една така лоша ситуација. Инаку оваа книга е првично напишана на англиски јазик, ја гледам зад вас таму на полицата, но сега ја има, да, ете, да. Книгата е англиската верзија, токму така, да.
англиската верзија на книгата е веќе не знам колку знаете, меѓутоа веќе на Амазон, на американскиот Амазон и еве неодамна да ви кажам дека беше рангирана како книга број 1 на Амазон во Америка, Так. што во полето на психологијата и медицината, што навистина посебно ме радува. Книгата е исто така преведена и на шпански јазик. И го најде својот дом, како што ви споменав, значи во различни делови на светот веќе е дистрибуирана, така да најважно од се е, знаете, тие кои ќе ги добијам позитивни осврти за книгата од различни пациенти, кои што ми велат дека навистина книгата вистински им го променила животот, затоа што според нив е доста практична, содржи научно засновани стратегии, меѓутоа посебно им значи едноставниот стил на кој што тие техники се опишани за да секој од нас може да ги примени. Так. И еве во овој контекст јас прво искрено сакам да се заблагодарам на издавачката куќа Publisher и посебно на Александар Саздов и на неговиот безпрекорен тим за ефикасноста и креативноста за оваа книга да ја види светлината на денот во мојата сакана Македонија, а се разбира и во другите делови на светот. Апсолутно. Повелете, да, кажете. Ве прекинав, завршете, Снежана. Така, да. Па да, освен што содржи, еве можеби не знам, мислам дека ќе биде интересно за гледачите. Имам еден баш неодамна добив еден прекрасен осврт за книгата кој што навистина мислам мене посебно така ми е драг од нашиот познат композитор и легендарен музичар Тоде Новачевски, кој што живее моментално во Мелбурн, во Австралија, кој што вели: вашата книга да се живее поинаку посветена на сите нас кои се соочуваме со здравствени кризи и проблеми од секаков вид, е навистина едно од најзначајните дела од оваа област. Од моите студентски години до денес имам прочитано безброј книги кои се бават со истата тематика и можам со задоволство да констатирам дека да се живее поинаку е, според мене, на самиот врв и во нашата и во светската литература. Секоја ви чест, Снежана, и за најстудиозниот пристап и за едноставноста на изразот, но најмногу за искреноста со која го споделувате со сите нас искуството на својот пат до љубовта, до спокојот, до смислата на животот, до оптимизмот и до здравието. Так. Наистина прекрасно кажано. Ете, како што кажавте, најдоброто е што сега оваа книга и на македонски ќе можат да ја прочитаат сите оние кои што се на таков некој крстопат или сакаат да прават промени во својот живот, односно да живеат поинаку и да ги надминат секојдневните стравови, страдања, да ги подобрат своите комуникацијски вештини, да формираат и одржуваат позитивни односи со другите, едноставно да се самоспознаат. За крај на овој разговор, бидејќи како што слушнавме и од овие позитивни коментари за книгата, сакав да ве прашам за сите оние наши гледачи кои што во моментов не гледаат, а се соочуваат со некаква здравствена криза. Таа ситуација во животот на секого е можеби она најбезнадежната, каде што се јавуваат најголемите стравови, па како би можеле еве да ги посоветувате, односно да го подигнете нивниот дух, ова просто и од вашата струка за крај да повлијаеме на сите оние кои не гледаат, а можеби се во некаква таква криза во животот во моментот. Малку послабо го слушна последниот дел од прашањето. Можам да парафразирам, дали добро ве разбрав, дали ме прашавте како можат да стигнат до мене гледачите од Македонија или до книгата, само тоа не го разбрав потполно. Так. На тоа можете да одговорите. Друго ми беше прашањето, но ајде, бидејќи вака го разбравте, можеби тоа е вистинското прашање, па дајте ми одговор како да стигнат до вас и до книгата. Добро, значи, вака прво, книгата може да се набави во книжарницата 3, во градскиот трговски центар, тоа е за оние што живеат во Скопје, а за сите оние кои што живеат надвор од Скопје во Македонија, може да нарачат на онлайн, на книга.мк. За секако јас, како што знаете, им стојам на располагање на сите, посебно на моите драги браќа и сестри македонци, слободно ако имаат било каква желба да им помогнам, значи можат да ми пишат на мојот имейл hello
мајмунче anotherwayeducation.org и сега со задоволство на секој имейл јас одговарам. Так. Инаку уште само да спомнам дека книгата Да се живее поинаку е уникатна книга за личен развој, се спира. Меѓутоа уникатноста на книга е што освен тоа што ги содржи одговорите на сите најзначајни животни прашања, како да го надминеме страдањето, како да го надминеме стравот, да се справиме со своите негативни чувства, па се до како да комуницираме поефективно, да развиваме позитивни односи со луѓето и да постигнеме самореализација, содржи поетски, оригинални поетски творби, чиј автор е мојот сакан сопруг Емил, кој е не само што е доктор, туку има поетски дух, кој што наистина одлично ја надополнуваат оваа книга и топло ми ја препорачувам на сите оние кои што сакаат да си го пронајдат својот мир и да ја најдат радоста на животот. Бидејќи тоа е можно. И за крај, еве мојата порака до сите гледачи на македонската телевизија на оваа прекрасна емисија со прекрасно име, јас сакам Македонија е ова. Пронајдете си го мирот во себе, имајте верба и бидете трпеливи. Се што е ваше, ќе си дојде. Так. Ви благодарам многу за ова ваше гостување во Ја сакам Македонија. Со оваа ваша порака на некој начин ни одговоривте на она прашање кое што не се слушна доволно добро до вас. Овие прекрасни пораки нека бидат за крај на ова наше прво, но не и последно дружење и се гледаме во друга прилика кога ќе ни дојдете во Македонија или пак можеби ќе напишете нова книга. Благодарам со задоволство, Јована, ви посакувам среќен и успешен ден.